Се пееше на повеќе јазици, небото го осветлуваа огномети, препон плоштад со тетовци, различни по вера, националност, култура, а сепак новата година ја дочекаа заедно. Граѓаните велат дека ваков дочек треба да се организира секоја година, а и останатите настани не треба да бидат само за една етничка заедница. Јас се сложувам со таквиот начин на дочек на новата година, мислим и во сите сегменти треба да има така. Секаде по етничка и по верска основа да не се двоиме никогаш, бидејќи живиме на овие простори, понатаму треба да живееме заедно, сплотени и да ја тераме целата работа. Само така ќе имаме напредок и во општината и во државата. Би се дружиле младите, би имало добра забава. Би било добро организирано и би било убава прослава. Треба да има. Зошто? Зашто живееме се заедно и треба да има на све јазики. Мислим дека е добар начин, само наш кој не прави мрзин, политика. Народот е све едно. Преку културата да се зближиме била целта на организаторите од локалната самоуправа кога започнале со реализација на овој проект. Оттаму велат дека треба да се посвети поголемо внимание на организирањето настани на кои припадниците на различни заедници ќе работат и ќе се забавуваат заедно. Апсолутно дека е битно во сите тие процеси да имаме представување на сите култури и ние ќе се обидеме значи на тој аспект да работиме, а исто така е добро заеднички да развиеме што повеќе мултиетнички програми, затоа што е битно преку културата да направиме што поголемо зближување меѓу граѓаните. Тетово е мултиетнички и мултикултурен град, во кој се испреплетуваат различни вери и традиции. Живењето едни со други го прават символ на соживотот во земјава. Кога се работи за меѓуетничкиот соживот, тетовци посакуваат и во текот на цела 2014 година да бидат сплотени, онака како што беа овде на плоштадот во Тетово, без оглед на нивните разлики.